Добре дојдовте на сите. Еве дојде моментот да обзнанам дека решив или дека се кандидирав за председателка на Република Македонија. Се разбира, кандидатурата допрва ќе се најде на конвенцијата на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи тие во статутот имаат специфична демократска процедура и тамо од присутното двотретинско мнозинство со апсолутно мнозинство треба кандидатурата на вистина да стане веќе кандидатура пред Државната изборна комисија. Зошто сум овде со пратеничката група? Бидејќи морам јавно да изразам благодарност до сите мои колешки и колеги што ме убедуваа, ме уверуваа дека сум добро решение за кандидатка и за председателка и што во рекорден рок ги собраа потребните 30 потписи, без да знам. Тоа неверојатно ме импресионира и уште еднаш велам дека во овие 4 години за една професорка, за една учителка по демократија, се покажа дека треба да учи демократија овде, каде? Токму во школата на демократијата. Ова е за мене драгоцено искуство и никогаш нема да ја заборавам, да го заборавам животот со нив. Тоа е првото. Зошто се кандидирам? Од објективни и од субјективни причини, долго време ни требаше да мерам, тешко носам одлуки, признавам, но потоа застанувам зад нив. Кои се објективните? Објективните се прво резултатот од минатите избори, кога ќе добиете некаде околу 380.000 гласови, тоа е големо признание и тоа не само од партиските членови и симпатизери, туку и од граѓаните, да кажам дека, да не заборавам, имам намера да собирам и 10.000 потписи, бидејќи мислам дека треба рамноправна да бидам со сите други и се разбира да повикувам повторно на гласот од оние кои не се во политиката или не се идеолошки и партиски определени. Значи, прво, таа бројка, која е импозантна бројка. Второ, состојбата во која се наоѓаме, може би е тоа најважното нешто. Мене многу ме боли што другите држави, дури и оние во Европската Унија, повеќе не ценат од што ние самите себе си. Значи, во агонија се не само граѓаните, туку и сите ние кои сме овде и мислам дека време е прво за женска димензија во политиката, време е за консензус без оглед на партиска, етничка, верска и друга припадност. Ако градиме консензус, а јас се обидував овде тоа да го правам, ќе бидеме посилни кон надвор и она што мене сиве овие 4 години најмногу ме инспирира и ме обзема е филозофијата дека ако не се почитуваме себе си, не може да очекуваме почит од никого. Значи, мислам дека само со само почит ќе дојдеме до почит. Субјективната причина е цел живот предавам компаративно уставно право и компаративен политички систем. Признавам дека овде видов дека тоа што го предавам не функционира во куќата на демократијата. Мојата прва изјава пред овој влез беше дека ќе се обидам да бидам субверзивна. Еве, јас сега кажувам дека мислам дека во статусот председател, председателка се нужни големи, длабоки реформи. Прво реков, во градење консензус, без оглед на било каква припадност, но и во практикувањето на функцијата. Се разбира, не е време за обзнанување на програмата, ама јас покрај апликацијата поднесов и план за работа и програма, ама еве, само неколку поенти. Прво, мислам дека многу често председателите се далеку во планината, далеку од граѓаните, го забораваат суверенот, граѓаните. И една прекрасна идеја на председателот Иванов за така наречените
граѓански канцеларии, како да не живее. Тоа е институт кој што е многу практикуван во Соединетите Американски држави и во другите држави. Значи, јас нема да се однесувам како републикански монарх, туку ќе се однесувам кон граѓаните како кон луѓе, како кон индивидуи, како кон припадници различни, како кон суверен, бидејќи од нив ми извира суверенитетот. Ветувам дека, доколку станам председателка, моите кандидати ќе бидат најдобрите во Уставниот суд, најдобрите во Судскиот совет, дека амбасадорите ќе се регрутираат врз основа на компетентност и стручност, а не врз партиска блискост, дека пред да пристапам кон вето, преку настапите во собранието, кои се мисле на именка, освен пред Нова година, нели, да се појавите, а Уставот вели најмалку еднаш, а не најмногу еднаш, што значи ако ги представувате сите граѓани, треба да се солидаризирате со нив. Не треба да се зачудите ако ме видите на протест со маргинализирани групи во првиот ред. Не треба да се зачудите ако во парламентот, пред ако има потреба од вето, кажам дека дајте да се усогласиме овде, да дојдеме до решенија, да креираме јавна политика, а јавна политика мора да произведе јавна вредност, не да промовира лични и олигархиски интереси, туку республика, јавна вредност. На крајот, мислам дека треба во овој регион и особено во Македонија, на вистина да дојде времето на жените. Одговорно тврдам дека ќе ги почитувам различностите, но ќе се опкружам со жени, во сите прилики, на сите места, зашто човештвото видовме дека кога на вклучни функции има жени, а тие помалку учествувале секаде, помалку одговорни се за ова што му се случува на светот, тогаш се можни промени. Најмаргинализираните групи ќе бидат пред мене и последната реченица. Без владење на правото, без радикални промени во системот на вреднување, ние нема да исчекориме напред. Значи, крајно време е да почнеме да воспоставуваме механизми на граѓанска држава, концепт, филозофија на индивидуи. Само така ќе станеме слични на членките на Европската Унија. Со реторика ЕУ, љубов моја, ЕУ, про ЕУ, фронт за ЕУ, не се оди во ЕУ. Не, во ЕУ се оди со стандарди во сите области, од човековите права до економијата. Човековите права во Македонија се заборавени и нема да се зачудам ако се соочиме со постапки пред судот во Страсбург и ако пред постапки се соочат и други представници на Европската Унија. Значи, да ја оставиме оригиналноста за културата, за новинарството, за науката, ама стандардите ни се потребни за да станеме пристојно европско место, досадна, пристојна држава, компатибилна со сите во Европската Унија и во светот. Само така ќе не почитуваат. Ви благодарам.